Јас нема да кажувам детали заради тоа што навистина девојчињата, идните наши надежи ќе дадат свој коментар за детали од сферата на вашиот интерес. Јас само ќе кажам дека навистина со овој успех девојчињата ни ги разубавија празниците кои што доаѓаат. Иако екипата е спремна, секако не се знае. Беше републички натпревар од повеќе градови и радоста ја донесува на вистина на задоволство на сите струмичани. Денеска поради тоа го правиме овој прием на девојчињата, на целата екипа, заедно со нивните тренери. Можем да кажем дека ова за Струмица представува една нова надеж во едно ново време кое што доаѓа. Точно е дека широм Европа очите на спортската јавност генерално се вперени во женскиот фудбал, широм светот, но се повеќе и во Македонија. Јас сум радосен што еве и Струмица предначи со овој резултат, е добар пример во оваа убава иднина на женскиот фудбал. Спортот е секој пат добре дојден, посебно за најмладите, сигурно. Со овој успех само пуштаме силен сигнал према сите. Од страна дека треба да се спортува, треба да се направат дополнителни напори, еве го успехот доаѓа. Денеска токму и заради тоа и на таа тема разговаравме со нашите фудбалерки, кои што дефинитивно треба да знаат дека општеството, општината, школите, сите ние ќе ги поддржуваме во сите нивни напори. Тие треба да имаат само желба да тренираат и да стремат кон успех. Се разбира, успехот некој пат доаѓа многу брзо, некој пат треба повеќе труд, но еве имаат среќа да веќе со овој резултат во нивен бекграунд или позадина бидат уште поуспешни во иднина. Па да се надеваме, можеби ќе има меѓународни надпревари, каде што ќе имаат можност да се докажеме сигурно и на меѓународен план. Трениравме многу напорно. Тредневните надпревари помина некој потешко, некој полесно. Се трудевме со тимска работа, со соработка. Успеавме да ги победиме. До така девојчињата беа добро пречекани од страна на нас, домакините. Стекнавме нови дружења, пријателства и слично. Најважно беше тоа дека во текот на играта немаше никакви сериозни повреди, немаше никакви инциденти од публиката.